Дел од купувачите не го почитуваат договорот постигнат со владата и земјоделците на кој што се обврзаа дека пченицата ќе се откупува по 12 денари за килограм плюс трошоците за превоз. Со овие обвинувања денеска излегува од Асоциацијата на земјоделци и фармери на Македонија, кои што велат дека после жетвата ќе бараат нова итна средба со откупувачите и министерот за земјоделство. Ги повикуваат сите земјоделци кои што сакаат да ја чуваат пченицата, истата да ја складираат во силоси, каде што чувањето се до постигнувањето на подобра цена ќе го плаќа државата. Таа состојба не се почитува од страна на откупувачите. 12 денари ако ти ја плата, нема да ти плата превоз или обратно ако ти ја дава 11 денари ќе ти плата превоз, значи тоа е тоа што отприлика таа состојба не се почитува. Сега сме во полн ек на жетвата на пченица. Немаме ние време сега за такви состаноци, меѓутоа сепак че имаме во предвид дека откупувачите, мелничарите, она што се договоривме пред почетокот на жетвата треба да си го доисполнат. Земјоделците истакнаа дека се уште траеле преговорите со државата околу висината на субвенциите за житото, но велат дека се што е под 4 денари за килограм е неприфатливо за нив. Ако ние сакаме да имаме, да бидеме независни за од увоз на пченица, тогаш и самата држава ќе мораме да вмеша прсти, така речено, доплата од 4 денари од страна на државата. Тоа нешто ќе ни даде стимул, нормално, за да ние продолжиме за оваа гранка во земјоделието да работиме. На Македонија годишно и требаат околу 360 до 380 илјади тони на пченица за да ги задоволи своите потреби. Годинава од Асоциацијата очекуваат домашното производство да тежи околу 280 илјади тони, што значи дека сепак уште 100 илјади тони ќе бидеме зависни од увоз.